Во најмала рака непримерен, а според многумина и некултурен, потценувачки па дури и арогантен е односот на градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски, кој што вчера влезе во конфликт со своја сограѓанка која што прекина пресконференција и сакаше да ги истакне проблемите со кои што се соочува. Имено Дамјановски вчера излезе на едно вообичаено во пресрет на изборите сликање на асфалтирање на улица во населбата Перо Чичо, каде што сакаше да нагласи дека е направено многу за подобрување на патната инфраструктура, но кога се обиде да се пофали пред граѓаните што направил најдена револт и незадоволство од страна на жителите на улицата Руџер Бошковиќ. Кога една сограѓанка сакаше да укаже на маките и проблемите кои што ги имаат, не најде на добар прием кај првиот човек на градот, а неговата придружба се обиде да ја амортизира ситуацијата. Викате дека вршите реконструкција и дека ми кажавте дека ми ја направена улица со тротоари, со канерабли и дека сега вршите реконструкција. Реконструкција се врши градоначалниче, направена се полна дупки. И немојте да ме молите. Јас кога плаќам овдека, нема што после. Јас ме почитувам и се извинувам што морам да викам вака. Не е ова решение. Те молам, престани. Молам, на кој начин? Дозволете. На кој начин? Да ми се дерете вака? Па по години е срамота, помали сте. Ве почитувам како човек. Може да разговараме после. А ова не е срамота. Јас доста чекам. После 40 години ја чекам улицата. А ова кој во нареден? Уште други 40 години. Но ниту обезбедувањето и придружбата на градоначалникот не успеа да ја тргнат настрана лутата жена, па расправијата продолжи на висок тон во која што спорадично се разменуваа и навреди. Што си толку неуротична? Не сум јас неуротична. Вие сте научили да не бидете неуротични. Затоа што тоа ве храни. А јас вадам од джеп и давам. И секој ден немам. А што би нападам? Не те напаѓам. Ти ја кажувам состојбата. Ти се сопнал дека кад провоѓаste за... Ама видиш, затој сум дошол да... Што? И сам спреман да го реши ово. Чекай. И овој да го реши. И се да решимо. Што е овој агресија? Ама ќе падне и вчера се караеве го ќе падне жена и вчера и Не е агресија. не може да се расправи со Не зуба. сум ја крив за тоа. Не ја. Не сте. Ни ти. Ама за ова кој е виновен? Вие правите улица? Ама немајте бе господи. Ова улица нема ни крај ни почеток. Се нешто што почнува и завршува. Па немојте бе. И јас бев од друга страна пред некоја година додека станав пензионер. Што мислите дека сум неука? Со магистарска диплома неук човек е? Не ме занима. Не сакајќи да зборуваат пред камерите, зад нив граѓаните се пожалија дека се заборавени од локалната администрација во секоја смисла. Нагласуваат дека ги имаат подмирено сите долгови, уште пред 30 години, платени им се комуналните давачки, но малку што локалната администрација направила за нив. Ама вие не вадите ваши пари, наши пари се тоа. Наши. Колку ме кажете што радите да се платила колку? Не знам, се платило сигурно. Дека не си платило дека ништо. Ништо. Одговорот ти кажам дека ништо не се плати. Со планска. Ја одговорот ти кажам дека не можеш да ми кажеш ке ти ги донесам документите и за тоа ништо ќе се видиме на суд. Дали јас ништо не сум дала за куќа? Срамота. Граѓаните од овој дел од градот не кријат дека го поддржале Дамјановски и партијата која што е на власт, но разочарени од тоа што се случува, како што велат од неработењето и некултурата, во иднина ќе размислат за кого ќе гласаат. Ама вие ќе ме оставите уште 40 години вака. За тоа ли ве гласав? Жал ми е. И мене ми е жал што Жал ми е. Што имав толку добар, искрено да ви кажам. Не ми е жал во моментот кога сам ве гласала. Сам се надевала. А сега не. Не само жената која што влезе во конфликт со Дамјановски, туку поверкето граѓани велат дека реконструкцијата на улицата не е направена како што треба, а се жалат на игнорантски однос од градоначалникот и локалната администрација. Претходно и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово посочија дека Дамјановски е недоследен на ветувањата и на сите проекти и приоритети кои ги ветува со години. За 12 години владење на СДС и Дамјановски потрошија буџет од околу 15 милиарди денари народни пари. Доколку беа малку одговорни и принципиални, ќе се реализира нешто програмата и ќе им останеше и за нови непредвидени проекти. Градот стагнира
и назадува од секој можен аспект. Граѓаните гневни веќе прашуваат каде одат нивните пари, кога не гледат ништо ново да се гради низ Куманово. Поред ВМРО од Куманово, ветувањата останале само на хартија, а парите на граѓаните само на кафански фактури по општината и јавните предпријатија.